Добро вечер, драги гледачи. Денеска е Стара нова година, а и почеток на Европското првенство, па да ги по ракомет, па да ги поддржиме нашите ракометари кон успех. Може ќе освоиме, може да и не. Битно да се држиме и да спортуваме. А сега ние да се свртиме кон нашата емисија. И пред тоа да се свртиме да нагласам вечерово Вин-Вин интервју со лидерот на алтернатива Африм Гаши, 19 часот и 15 минути. Не смете тоа го пропуштите, интересно ќе биде. Пред тоа ја да нагласам нашата главна тема денеска која гласи: некој на банник крши лепче со паричка, а други на Василица паричката барат во пита. Има ли правило? Нормално, си имаме и ние под тема, како што знаете, секоја емисија, а таа гласи: каде падна паричето? Ке чекате ли Стара нова година? Ве чекуваме да звоните на телефонскиот број 02 307 6677 да ни откриете како ќе славите, каде се падна паричката, ве чекуваме. А пред тоа, ја мислам дека треба да го видиме прилогот што нашата колешка од Битола Емилија го има спремен за нас. Пред се на сите македонци христијани да им го честитаме празникот со традиционалниот поздрав Христос се роди и навистина се роди. Предпразнично, пред овие празници, дали ќе вртиме паре на Божик или на Василица, мој лично мислење е дека ич не е битно дали вртиме на Божик или на Василица. Битно е таа традиција да се запамти, да остане во нашиот народ, во нашите луѓе и да биде онака како што нашите баби, прабаби, кога сме дошле од поселата, кој од села, кој во градот, им кажале како тоа да го прават. Мене, моите баби и прабаби ми рекоа, дојдена сум од Прилеп, ми рекоа дека тоа треба да го правам на Василица, но воопшто не треба да биде дискутабилно дали некој врти паричка или крши лепче на Божик. Истото, во крајна линија, паричката е паричка, символ на среќата. Па продолжуваат да си го слават празникот на начин што ги прават најубавите мазници. Мазник значи вртена кора, која што е претежно со сирење, и вечер, спроти празникот, спроти утрешниот ден, се собира цела фамилија, традиционално, значи во кругот на семејството, и она што ќе го објасниме, вели вртење на паричка, вртење на мазник, најстариот член од фамилијата го врти мазникот 3 пати од десно на кај лево, и на оној кому ќе му падне паричката, се вели дека ќе биде најсреќен во таа година. Паричката убаво е да биде златна, доколку тоа фамилијата го може, но доколку не се може, најобична паричка метална, и кој ќе ја добие среќник во фамилијата, па му се даваат и вистински пари, реални, за да му продолжи среќата и да си купи нешто во знак на сеќавање на овој убав празник. И за крај, сакам да кажам дека еден мал куриозитет во она што вечер на нашата трпеза или на нашата синија ќе има, освен мазникот, се и традиционалните колбаси направени во нашите месарници. Вчера и денес во месарниците низ Битола скоро и да немаше колбаси за да се купат. Тоа беше Светлана Петковска, организација на жени Битола. Испомна за колбасите дека ги снимале, па ја лично ги немам пробано, па наредна година ќе нарачаме 10 на 20 кила убаво да седнеме заедно јадеме. А сега ние се свртиме кон нашата денешна главна задача. И пред тоа имаме гости, секако, ни се и ќе го приклучиме за една минута, презвитер Бобан Милевски, а по рекламите ќе ја вклучиме и професор доктор Илина Јакимовска, раководителка на Институтот на етнологија и антропологија на Природно-математички факултет УКИМ. А пред тоа да ги приклучиме, ја да ве потсетам, нормално како вие може нас да не добиете преку социјалните мрежи. Преку Facebook може да не добиете на црвена линија во меседж, односно порака, да ни пратите ваше размислување, ваш став околу темата, да ни кажете каде падна паричето, ќе чекате ли Стара нова година. Исто така и нашите други социјални мрежи, на црвена линија на Инстаграм и на Твитер, исто така и таму може да ни откриете, ве очекуваме. Јас сум тука многу активен, ќе ја прочитам сето тоа, но може да ни пратите и никнейм за дали преку Zoom, Skype да ве приклучиме, да се видиме преку видеоповик, лице со лице. Нормално, како што ве очекуваме највеќе и како што ве сакаме највеќе, ве очекуваме на традиционалниот начин да звоните на телефонскиот број 02 307 6677. Ве очекуваме да кажете вашето мислење. Не се срамете да звонете. А сега, ако го имаме презвитер Бобан Милевски на линија. Добар ден. Се слушаме ли? Христос се роди. Навистина се роди. Како сте? Добро, вие како сте? Одлични, фала му на Бога. Благодарам за поканата. Секако и благодарам на вас што ни се приклучите денеска во емисијата. Па
Да почнеме одма со прашањето. Од каде обичајот за кршење лепче со париче, од каде доаѓа? Всушност, најпрво би ја искажал таа своја импресија дека некако многу почна да се нагласува овој момент како да е најважен во овој контекст на божикните празнувања и на празнувањето на Рождество Христово. Смислата на празникот, суштината на празникот е нешто друго, но како да оваа тема го засенува сето она кое што е суштина на тоа празнување. Ние се сеќаваме на Боговладенецот, на неговото раѓање, на доаѓањето на Спасителот на светот, а ова е само еден придружен момент во таа цела композиција на празнувања кои што се поврзани со празникот, односно со Рождество Христово. Имено на вашето конкретно прашање од каде доаѓа паричката во лепче во овој период, би рекол дека тоа е поврзано со едно чудо што се случило во времето на живеењето на светиот Василий Велики, еден голем светител на православието, кој што бил епископ надлежен за местноста Кападокија, која што денеска се наоѓа нели во Турција. Таму доаѓал еден иноверен цар кој што се нарекувал Јулијан Отпадникот и кој што сакал да го разруши градот затоа што градот бил христијански. Поради тоа местниот епископ Свети Василий Велики собрал многу средства, односно злато од граѓаните за да го удоволи царот за да не го разруши градот. Но царот Јулијан не успева да стигне до градот, односно загинува во борбата со персијанците и сега Светиот Василий Велики сакал да го врати она што го земал од народот. Наредил на градските фурнаџи да месат лебови, а тој како што се фаќало нели од местото каде што биле собрани паричните средства, ставал во секој леб по нешто и по Божјо чудо се случило секому да му биде вратено она кое што го дал кога дошол во фурната градска да земе нели од лебот. Тоа значи дека ние вршиме спомен заради ова чудо, заради ова дејство би рекол Божјо, благодатно кое што се случило на овој ден, на денешен ден, кога покрај обрезанието Христово, значи го славиме почетокот на јулијанската нова година, а воедно го славиме и споменот на Светиот Василий Велики. Затоа е поврзано ставањето на паричка во леб или во пита, која што се нарекува уште Василопита, заради ова чудо. И тоа е единствениот контекст. Ние, како христијани, вршиме спомен, сеќавање или повторување, би рекол, на тој настан во нашето сеќавање. И затоа, само сега, на Василица, односно на денот посветен на Светиот Василий Велики, затоа се нарекува нели Василица од неговото име, овој обичај, односно овој тренд има смисла, затоа што ние го би рекол се сеќаваме, односно во нашата меморија си спомнуваме за тоа големо чудо што се случило по молитвите и по дејството нели на Светиот Василий Велики. Така, ја таа приказна знам бидејќи тие како што знам и биле соученици во Атина и од сето тоа така се случи, па на сето тоа чудо е доста интересно. А сега кон нашето следно прашање кое звучи на Панник или на Василица, кога да кршиме лепче со париче? Кога е точното време? Значи, кога зборуваме за она кој што сега го кажавме, единствено на Василица и може би да биде во навечерието на празникот, нели на 13 кон 14 или пак на самиот ден, затоа што црковниот ден започнува со служењето на вечерната богослужба, која што е некаде околу заоѓањето на сонцето, сега зависно од временскиот период во кој што се наоѓаме, дали е тоа зимно или летно сметање на времето. Нели, негде околу 16-17 часот се смета дека започнува црковниот ден, се до утредента до 16 и 17 часот, односно до служењето на вечерната богослужба. Вечерната богослужба го најавува празнувањето на утрешниот ден и затоа со неа почнува и со неа нели завршува еден празничен ден, односно еден празничен циклус, едно деноноќие, така би го нарекле, во црковната или богослужбената смисла. Затоа тоа се прави или на 13 вечерта или пак на 14 нели во текот на денот по присуството на светата литургија. На 13 ако е тоа обично доаѓа да се прави по одслужувањето на вечерната богослужба тој ден. Отец Бојан, ја ви благодарам многу што ни се приклучи денеска и што не држите оваа денешна емисија, па се надевам дека и пак повторно ќе ве видиме и ќе се слушнеме на Водици, за Водици.
Во секоја прилика ви благодарам многу за можноста и им посакувам ете честити празници на сите верници, без разлика нели на националниот происход и од православна вера и исто така вам во редакцијата нека ви е честито новото лето Господово со многу здравје, а за се друго нели ќе се потрудиме. Ви благодарам многу. Пријатно. Чао. Тоа беше презвитер Бобан Милевски, ни раскажа кратка историја за нашиот празник што ни е и доста интересно беше. А сега пред да наминеме нашето следно, да се насвртиме кон нашите социјални мрежи на Facebook, да имаме коментари. Имаме еден коментар од Ели Илиевска кој гласи: единствено оправдано предание што црквата го кажува секогаш дека паричката се крши само на Василица и тоа е поврзано со живописот на светиот Васили Велики. Друго е што е дел од народот неа слуша црквата и си тера според своји уверувања и традиции. Тоа беше коментар од Ели Илиевска и ти благодарам Ели што ни го искажа своето мислење на нашата социјална мрежа на Facebook. Јас пак ја потсетам како можете да не добиете преку социјалните мрежи на Facebook, Instagram и Twitter, црвена линија, во меседж очекуваме ваше размислување. Нормално и да не задзвоните на телефонскиот број 02 307 6677. Ве очекуваме да звоните. Додека ние чекаме гледачна линија, можеме накратко да видиме историјата што отец Бобан ја кажа пред малце. И исто така убава гласи, пример, историјата на Весилопитата, еден настан кој се случи во 4 век во градот Кесарија Кападикоска, во Мала Азија. Во тоа време Свети Васили Велики беше епископ на Кесарија и живееше во единство со неговите сограѓани, со љубов, разбирање, помагање еден на друг. Сега, како што кажа отец Бобан, еден ден кога Јулијан Отстапникот, нечестен цар и гонител на христијаните, сакаше да оди за Персија и да воа со сансите, тој помина близу до Кесарија, а ние ќе дознаеме сетото останато, но прво имаме гледачна линија. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Добро вечер. Како се ве прашам? Благодарам, добро, одлично. Вие како се? Работно, добре. Дали се слушаме? Мило ми е, ви посакувам најнапред се најво во престојната православна Ви благодарам. нова година. Исто ја нас. Христос се роди. Навистина се роди. Све најво ви посакувам. Ви благодарам. Сите желби прво лично вас да ви се исполне, пошто го чув разговорот со презвитерот отец Бобан Митерски и со вас. Така да честитки и до него, и до неговото семејство, и до вашето се разбери, и до сите православни верници, и на сите луѓе. Им го честитам Господовото 22.002 лето Господово, фактички ново лето Господово, и да им се исполнат сите желби во име на Бога. Све што си сака, здравје, љубов, среќа, берикет од сите страни можни. Да, само ве молам... Да поевтини струјата, да поевтини парното и се останато, и цените во маркетите и така натаму. Ве молам само тонот на тие премникот на нула. Значи, православната вера, како што каже и презвитерот отец Бобан Митерски, значи точно така, во очи утрешниот ден, односно вечерниот ден, дали може вечерва, значи да се крши лепчето или питата, Василевата пита, со паричка или утре, во текот на денот или пред вечерието, значи може и тоа да биде. Конкретно се крши лепче, односно пита со паричка. Се друго е добра волја, односно кој како си го сваќа тоа и како си посакува едноставно. Ви благодарам што саевте и само ја мало подсетување, кога ќе задзвоните звукот на ТВ премникот на нула, зубово јасно ве слушаме и да нема препреки. Сега мислам, а сега имаме следен гледачна линија. Добро, немаме. Се враќаме ние кон нашата, приказната секака. Тогаш Свети Васили, кој добро го познаваше, бидејќи беа со ученици во Атина, како што спомнав, излезе заедно со народот да го пречеки почести. Јулине побарај дарови, очекувајќи злато и скапоценности, но светиот немаше ништо друго, освен 3 леба од јачмен кој ми ги принесе на злобиниот цар.
Треба да се знае дека тој не принесе скапоценности, бидејќи не сакаше да е ништо повредно, туку бидејќи мнозинството на нишителија во Кесарија беше навистина сиромашно. Но кога го виде тоа, Јулина им нареди на своите слуги да соберат трева од ливаите и им ја подат на епископот за возврат. А сега имаме следен гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер, се слушаме? Намалете тонот на ТВ преминокот на 0. Дали се слушаме, кажете ми? Ало? Ало, да, конечно. Како сте вие? Ало? Да, дали се слушаме? Ало? Се слушаме? Звукот на ТВ преминокот на 0. Зубово се слушнеме. И јасно, нормално. Дали се уште на линија? Дали се слушаме убаво? За жал, не. Тоа што. Сега пред да наминеме нашето следно, мислам, имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Вие сте на линија. Како сте расположени денеска? Па вака, нека Бадник, на Бадник се крши Лепче и да речеме, а негдека се меси Пита. Меѓутоа, кај нас во државата сме поделени на два дела. Некои тоа го прават на Бадник, значи вечерта, а да речем, јас сме од Охридскиот крај, кај нас се прави тоа пред Василица, значи на 13 пред Стара Нова година и тоа на тој ден. Значи се прави тој обичај, на трпезата треба да има, што се вика, од слама под софрата, на софрата треба да има од сите производи кои што, значи, граѓанинот, земјоделецот, значи, лицето кое што произведува, значи, треба да има на софрата и на вечерта, кога се дели лепчето, во кое има паричка, значи се дава прво за Господ, потоа се за куќата, третото е за домаќинот и поред на сите останати членови во фамилијата. Сега, кога ќе се раскрши, значи, секој ќе си го раздроби своето парченце леп и кој ќе ја најде паричката, значи кај него се рачуна дека е среќата за таа година и тој ќе биде среќен и треба, значи, сите да му честитаат на тој што е добитникот на лепчето, односно на паричката. И таа паричка се чува во новчаник, значи и треба до новото Бадниково, да речеме, кршење, да го чува, а кога ќе заврши тоа, треба да го стави во чаша со вино, значи уште една година и со тоа фактички да го потврди својата среќа и радост во текот на годината. Благодарам, поздрав. Благодараме на вас. А сега, додека ние чекаме на наш следен гледач, ја пак ја подсетам, темата гласи: некој на Бадник крши лепче со паричка, а други на Василица паричката барат во Пита. Има ли правило? Нормално, под прашање. Каде падна паричето? Ке чекате ли Стара Нова година? Да чекуваме на телефонскиот број 02 307 6677 да ни откриете и да ве слушнеме. А сега да се свртиме кон нашите социјални мрежи на Facebook. А пред тоа ние секако ви даваме пренос на вас гледачите. Имаме гледач на линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Дали сте расположени денеска? Прва лига, германска Бундеслига. Вие каква лига сте расположени? Ја Премиер лига, Англија. Браво. Да не речеш албанска, не дај Боже, или па бугарска да би исклучил телевизор. Ајде сега да останеме кон главната тема. Браво, така. Значи, се јавувам од Девич, ако сте слушнали дека е македонски брод преубаво село Девич. Поздрав до сите вас. Благодарност и до вас, до сите, и до телевизијата, многу почитувана од мене и од моето семејство, и цел македонски брод сте почитувани. Мило, не ви благодарам. Без комплекси. Ова тема е преубата денеска. Ние 40 села во Поречиво, така да новиот комуницира скоро со поеден представник од сите села, да можеш да дефинираш во кое село која се стават паричи, ако иста општина, исто поднебје, исти генерации, да сме околу 4 генерации назад, сите сме една рода во Порече. Ме разбирате? Да. Баш ќе се повторам, вика, ние правиме некти за Баднико, што вика Прилепчани, море и Машко за Баднико, а ние ќе правиме во Девич, ќе правиме вечерва. Веќе ги приправаме овноите,
однесени се маси, музиката се чека. Све е Нека спремно. проведат сите христијани во Девич вечер. Ово 20 часот започнуваат програмата, бесплатно е. Ке траи до 20 до 2 ден на Водици. Маркантно, ама точно, кога сакате проверете. И на 20 дојдете, утрото ќе биде обнов жив. Така е традиција. Си клаваме по некој дрвце, си додаваме, си се супираме, ракиче, кисела вода, расолница, многу волко има расолница со печено свинско, нешка оди и турши органска. Сакам да се повторам, значи нема правило, ако од исто порече, ако скоро сите села потекнуваме од една лоза пред 400 години, зависи кога, каде, како се слави. Ви благодарам што се јавивте, а секако ние сега намираме нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Се слушаме. Дали сте добри денеска? Да, видите, паричката се става на Василица. Зошто? Свети Василий на времето, за да го одбрани Исус Христос, дали се слушаме или... Се слушаме, јасно. Ве слушам јасно. За да го одбрани Исус Христос, и тоа е сите машки деца кога наредил царов да се соберат, собрал тој пари златници. И за да го едноставно за да го откупи, некако да го спречи царов за да не настани покой на машките деца. Сега, кога царов и го замоли, кога царов размислил си рекол, па што сите јас да ги подиштам, кога знам кој некако се одвикнал од таа работа, од таа намера. И затоа, после собраните пари златници, не знаел кој колку дал пари, па да му ги врати. Него едноставно наредил Василий ќе месите лепчина за сите, или пита, како сакате речете, во тогашно време, али секогаш на затоа е Свети Василий. И ќе ставате во тие лепчина пари. И ќе ги разделите на селаните, ајде да бидам пократок, ќе ги разделите на селаните, некако да му ги врати на некој начин парите. Од каде сега го измислија за бадни колес, не знам. Али тоа мислам дека Скопјани го направија поиќето. Ви благодарам што се јавите, интересна приказна за историјата на овој наш празник. А сега со наш следен гледач. Добро вечер. Вака, господине. Да, вие слушам ја по мајка татко сум од поречијата. И знаеш денеска како се благословuje? Да даде Господ да имате многу детно семејство. Ево и тебе ќе ти кажам. Да даде Господ да имаш многу детно семејство. Така денеска се благословuje. Ме разбирате? Да, ве слушам. Ама не по чарши и по вамота, по дуќани или по кафичи. Дома, збориме за дома. Затоа се вика бадник. Сега, па пред да се јавим, вика, а што ако пак ти звонат коледари? Добро. Овде јунак не е женет, жените го и така. Затоа реков, затоа, а сега, бадник ќе преведем на христијански не среќна стара нова година, него жените го овде јунак не женет. Ја ти те благословувам до година да речеш, што имам бебче, што имам ќерка, син, што, па тога ќе речеме, а ти на вистина си македончеве или македонец. Ја ќе те крстим Александар, не знам како се викаш. Ајде видиш и ви здрав. Да, а вие како ќе чекате стара нова година? Добра. Идеме на нашиот следен, сепак ви благодарам што се јавите. Идеме на нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Вие сте на линија? Намалете го тонот на ТВ премникот на 0, за јасно и гласно се слушнеме. Дали сте на линија? Ало, како сте? Дали сте добри? Добро. Мило ми е. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. И добро вечер. Се едно, добар ден, добро вечер. Битна сме живи здрави. Вака, за многу години да е. За многу години.
Василица, убаво да биде мир, меѓу нас добра волја и да си подадеме братска рака, да бидеме здрави и живи и со Господа напред. Господе, помилувај не, ние сме грешници, а ни дај милост и доброта. Вака, душо, ние за Бадник ставаме паричка, а не за Стара Нова година. Добро. Толку ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и што се јавите. Имавте уште многу време, сепак ја прашав каде падна таа паричка, дека не интересира сите нас, но се надам го очекуваме следен пат. А сега идеме со наш следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, како сте? Добро, како сте вие? Па, работно, добри сме. Работно. Да. Поздрав до вас и утрешниот празник да биде со среќа. Фала ви, поздрав и до вас. Јас потекнувам од Пелагоничкиот дел на Република Македонија, ќе ви кажам многу работи кои што овде црквата треба да се ги заземи своите работи, затоа што ова што се работи за Бадник и за Коледа е паганство, не знаете. Пошто на Бадник не се става парички, на Бадник е собирање на семејството. А среќата се бара на Нова година, тоа е Василица. А за Коледа, да ви кажам најсериозно, овде во Скопје приличи живеам преку 50 години, попови не може да пеат на Коледа. Свеќи да палат, не смеето. Тоа е паганство, тоа е во православието, не сме се случува. Јас затоа ви кажам. Прилеп, Битола, да, така каже отец Вован. Крушево, Немикстер, сите тие за Василица ставаат паричка. Тоа е она правото православие каде што се одвива. А овде јас ќе го поздравам владиката Стефан да си поводи повеќе сметка околу овие обичаи во православието, за да не изгубиме православната вера, затоа што таа православна вера нас не одржала да живееме до ден денески. Затоа јас ги повикувам сите владици во Република Македонија. Ви благодарам што се јавите. Идеме на нашиот следен гледач. Добро вечер. Се слушам. Да, се слушаме. Се слушаме го. Ало, да, се слушаме. Вие сте студио? Добро вечер. Се надам дека сте добри. И намалете го тонот на ТВ приемникот за јасно и гласно да се слушнеме. За нема никакви пречки во муабетот. Видете вака само ако ме се слушате малку. Ајде да слушаме. Ме чудат тие луѓе секојдневно, само прво голем поздрав до тебе како младо момче. Благодарам. И да учи огнено тебе до 24 како се води емисија, како се комуницира со народ, со позитивна енергија и немам зборови за тебе, али само едно сакам да ви речам, многу долго години ве пратам и ме чуди едно само, не може никако да сватам. Истите тие луѓе од Канал 5, 24 2 саат, 3 саат, Телма, сите тие се едни исти, ја не знам тие луѓе дома дали имаат фамилија или не прават муабет со никоја, па чекаат тука да се доврзат, така да тврда нека ви е душа на вас родителите, вака со вие истите секојдневно истата вечер што прават нон-стоп муабет. Само толку и да се ми живо и здраво и така да продолжи со таа насмевка и со тој позитивна енергија. Ви благодарам многу за поздрав кон мене и секако што се приклучите во денешната емисија. А сега мислам дека е време малку да се одмориме со реклами. После малиот одмор од рекламите, спремни сме ние сите тука. Сега секако ќе добиеме нашата следна гостника, која е професор доктор Илина Јакимовска, раководителка на Институт на етнологија и антропологија, Природно-математички факултет на УКИМ. Дали имаме на линија? Да, добро вечер. Добро вечер. Прво да ја прашам, како сте, дали сте добри? Добре, фала многу. Мило ми е. За многу години да ни се празници. За многу години, само здравје, ништо друго. Така. Сега, прво ја прашам, еве, како настанале овие обичаи, дали може да ни откриете? Вака, како, кога и каде точно настанале, значи тоа никој не може со сигурност да го каже, бидејќи најверојатно се поврзани со претходни уште подревни обичаи кои што се прелеале во христијанството.
Она што сигурно е јасно е дека тие имат врска со концептот на кружното течење на времето. Според народната култура, значи времето не се смета како ние сега современите луѓе што го сметаме. Се раѓаш, живееш, умираш, туку тоа се кругови, значи циклуси во кои што никогаш ништо не умира, туку се заменува со нешто ново. Па отаму е многу важно старата година да се испрати како што треба, меѓутоа да се потурне тоа тркало, да продолжи да врти и токму овие празници и обичаи и обреди се во таа функција. Значи да не застане времето, туку да огрее новото сонце и да продолжиме понатаму. Така и сега, како што знаеме, денеска е стара нова година и нашето следно прашање е кога почнала да се слави нова година на 31 декември? Вака, пред да одговорам на тоа прашање, само да кажам дека Бадник, Божик и Василица, значи денешниот празник, спаѓаат во она што ние го нарекуваме зимски празничен циклус. Значи тоа е едно трио значајни празници кои што се, како да кажам, некако поврзани еден со друг и чија цел е токму тоа што претходно го кажав, за окружување на минатата година и успешно започнување, потурнување на новата година. Тоа е она што го испојува. А инаку, ова што сега ме прашавте, кога почнало да се празнува нова година на 31 декември, тоа според историјата се случило во 45-та година пред нашата ера. Тогаш Јулије Цезар, римскиот император, одлучил дека до тогашниот римски календар треба да претрпи реформи, бидејќи според него бил непрецизен и овозможувал политички манипулации затоа што оној кој бил на власт си додавал денови за да ги продолжи мандатите или да се замешува во изборите. И тогаш неговиот помошник, астрономот Сосиген од Александрија, го советувал веќе да не се користи до тогашниот лунарен календар, значи да не се раководи според месечината, туку да ја следи сончевата година, по угледот на календарот на старите египтјани. И според пресметката, таа година тогаш почнувала да има 365 денови. А незиниот почеток се поврзувал со 31 декември, односно 1 јануари, и интересно е што во името Јануари на месецот, кој што и во македонскиот јазик го користиме, се состои името на божеството Јанус, кој што е божество на премините. Има две лица, едната страна гледа во минатото, другата страна гледа по нивнината. И токму преминот од 31 декември во 1 јануари е тој премен во новата година. И сега подоцна излегло дека и овој календар не е баш прецизен, па папата Григорий XIII во 16 век нарачал да биде изработен нов календар, по кој што денеска се раководиме, меѓутоа по јулијанскиот календар се уште се раководат поголем број цркви од источното православие, меѓу кои македонската, српската, руската, украинската, а интересно по неа се раководат и берберите, народ во Северна Африка. Така, и сега нормални вас ќе прашаме ова наше следно прашање. Дали ќе славите вие стара нова година? Да, значи, мојот татко е од Битолско и ние во тоа семејство секогаш сме славеле Василица и сме кршеле паричка на Василица, а не на Бадник. Од друга страна, кога бев мала, живеев во Грција и таму исто така на Василица се кршеше Василопита, значи преведено питата на Свети Васил. Така што и денеска ќе гледаме ракомет, ќе славиме Василица и исто така една наша традиција е и да играме карти во некоја мала сума, значи едно мало коцкање, така да речам, за следната година да биде берикетна. Ви благодарам уште што ни се приклучите денеска и се надевам во иднина во наредна емисија пак ни се приклучите. Среќни празници. Ви благодарам уште Нема проблем што се вели само за убаво нека. Само токму така. Тоа. Ви благодарам многу. Тоа беше професор доктор Илина Акимовска, а сега пред да наминеме со гледачи, малце да дадеме пренос на социјалните мрежи. Имаме коментар од Стефан Ѓоргиев кој гласи: Поздрав до емисијата, до тебе Тео и до гостинот отец Бобан. И како што рече отецот, правилно е лепче со паричка на Василица. Тоа беше коментар од Стефан Ѓоргиев, а одма имам уште еден коментар од Томи Димовски, кој гласи:
Паричката за баник е српски копиран обичај. Правилно, староримски, а византиско е за Василица. Легендата е јасна. Градовите кои биле поблиску до Византија си го практикуваа и практикуваат на Василица, што е единствено правило. Тоа се и го запаните. Посебно Битола и Битолскиот регион. Правило денес во Битолско е 13. Вечерта се берат друштва, вртат мазник со паричка и домакин за наредна година е тој што го нашол парето, а на 14 се врти дома фамилиарно. Тоа беше од Томи Димовски и сега може да минеме кон нашите гледачи. Дали имаме гледач на линија? Немаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер, како сте? Јовица од Скопје се јавува. Мило ми е, поздрав до вас. Имам една забелешка, значи често се врти за Василица. Добро. Тоа е верскиот празник, меѓутоа треба да знаеме дека 1 јануари е денеска. Значи по православниот календар е 1 јануари. Тоа е православна или нова 31 година. декември. Не е тоа стара нова година, меѓутоа треба да се обраќаме со православна нова година. Затоа што денеска е 1 јануари по православниот календар. Православниот календар се раководи по јулијанското сметање. Добро. Ние, значи, и православците, гледам целиот свет, ја славиме 1 јануари како што е по календар. Тоа е по григоријанско сметање. Тоа е административно, може да речеме. Меѓутоа, наша нова година, православна нова година е 1 јануари. Добро. И мило би ми било, значи, православните да се обраќаат со православна нова година. Добро, ја прашам дали вие ќе славите стара нова година? Да, секако. Наравно. Секако. Мило ми е. Секако ја славиме секојаш, значи 13 према 14, денеска е 31, утре е 1 јануар. Ето така. По сметање на православниот или јулијанскиот календар. Да. Ви благодарам што сајавте, очекуваме во следни изданија. А сега имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер, на линија сте? Ало. Ало, како сте денеска вие? Исклучени се ме. Не сте исклучени, вие сте. Ало. Добре, во студио сте. Ало. Во студио сте вие. Тонот на ТВ примникот на 0. За јасно и гласно убаво се слушнеме. Ало, слушате ли? Ве слушаме потполно. Ве слушаме потполно, само тонот на ТВ примникот на 0, за може убаво и јасно се слушнеме. Тоа е со нашиот гледач. А сега имаме ние тука. Пита, сега ако си знаете традиции и обичаи, си се традиции и обичаи. Како си е? 3 пати ја свртиме од десно кон лево. Спремни сме тука. Така. И како што си иде? Прво иде за Господ. Второ иде за куќата, Телма телевизија. Трето е, секако јас како најстар во оваа група, е за мене. После тоа иде за мојата колешка Тина, после тоа за нашата колешка од Битола Емилија и на крај за најмладиот од нашата група ЈСП, Јордан Сокол од Парезлијата, односно внукот негов. Тоа беше денеска. Утре ќе ви откриеме на социјалните мрежи како опадна паричката. Само ќе кажам, ако не се падне кај мене, не доаѓам на работа веќе кај мене, треба да се падне. А пред тоа, јас само да напоменам утре што ќе гледате и која ќе биде главна тема утре. Утре главна тема е како до ПСР тест. Дали брзе тестови го откриваат Омикрон? Се надевам утре ќе се приклучите и ќе ве добиеме и ќе ни откриете ваше размислување околу таа тема. А сега ве оставаме во сигурните раце, наготвиме со Маја, ќе прави некој нов вид на лазања, па да откриеме кој е тој. Ве очекуваме, се гледаме. Чао, чао.